со техничка исправност на возилата до поголема безбедност во сообраќајот. Техничкиот преглед на моторните и приклучните возила има значајна улога во безбедноста на сообраќајот, затоа што секое технички неисправно возило влијае во создавањето услови за настанување на сообраќајни незгоди или пак е непосреден причинител за загрозување на сообраќајот и сите негови учесници. Затоа, задолжително е возилото да се одржува редовно и да се провери неговата техничка исправност. Техничкиот преглед на возилото представува задолжителна проверка на техничката исправност на возилото, се со цел за безбедно вклучување на истото во сообраќајот. Само технички исправни возила, односно возилата кај кои е утврдена техничка исправност, може да се вклучат во сообраќајот. Технички преглед на возила. На техничкиот преглед се утврдува дали возилото има исправни уреди и опрема и дали истите ги задоволуваат пропишаните закони за учество во сообраќајот. Техничкиот преглед е задолжителен и се извршува на секој 12 месеци, освен кај возилата за специјални намени. Техничкиот преглед на возила се извршува во станиците за технички преглед и се состои од преглед на возната постројка и на каросеријата, самоносечка конструкција, преглед на моторот и на погонските уреди, преглед на уредот за управување, преглед на уредот за сопирање, преглед на светлосните и на светлосно-сигналните уреди, преглед на контролните и на сигналните уреди, преглед на уредите што овозможуваат нормална видливост, преглед на оските, тркалата, пневматиците, преглед на уредот за давање звучни сигнали, преглед на уредот за движење на возилото наназад, преглед на уредот за испуштање на согорените гасови, преглед на влечниот уред за спојување на влечно и приклучно возило, преглед на другите уреди, делови и ознака на возилата и нивната опрема. Технички преглед на патничко моторно возило во станица за технички преглед за констатација на техничката исправност и безбедност на возилото. Техничкиот преглед содржи повеќе фази за констатација на безбедност. Почетната фаза е констатирање и идентификација на самото возило. При идентификација се констатираат податоците за возилото, односно бројот на шасијата и бројот на моторот, што мора да соодветствуваат на претходно изготвеното барање и податоците во сообраќајната дозвола. Се прави проверка и на регистарските таблички и на бојата на возилото, што треба да одговараат на податоците наведени во документацијата на возилото. Контролорот врши визуелен преглед на возилото и констатира дали на истото ги содржи сите елементи што треба да ги содржи, пропишани со закон и дали истите се оштетени или преправени, надградени и друго. На овој начин, всушност се прави визуелен преглед на сите склопки, држачи, црева на инсталацијата од горивото, на флуидите и на електричната инсталација и се утврдува дали истите се добро прицврстени за каросеријата што е врзана за моторот на возилото. Се приклучуваат сондите за мерење на температурата. За точно мерење, потребно е моторот да биде загреан на нормална температура и да работи со оптимален број на вртежи. Со помош на сондата се испитува бројот на вртежите и работата на моторот. Постапката продолжува со приклучување на возилото за уред, со што се врши испитување на издувните гасови. Од кога ќе бидат поставени сите сонди за мерење, се стартува моторот и тука може да се видат параметрите кои се добиваат со самото мерење на системот или уредот за мерење на издувни гасови. На уредот дигитално се вчитува бројот на вртежите, нивото на температурата на маслото, емисијата на издувните гасови, на јаглерод моноксид, односно на СО, како и вчитување на уште еден параметар, така наречен ламбда, што означува концентрација на воздух и гориво во бензинскиот мотор.
Максималната дозволена граница на емисијата на издувни гасови на јаглеродниот моноксид е 4,5%. Во моментот гледаме дека возилото кое се испитува има поголема емисија од дозволената, што значи има некакви проблеми со агрегатот, односно со моторот. Во натамошниот тек на утврдување на техничката исправност на возилото се прави визуелна контрола на состојбата на предното подвозје, на врската на подвозието со возилото, како и на инсталациите на самото подвозје. Се врши преглед и на уредот за управување, на системите за довод и одвод на гориво, како и на уредот за издувни гасови. Во станиците за технички преглед постои уред за испитување на амортизерите и нивната состојба, кои битно влијаат во стабилноста на возилото, односно во самата безбедност на возилото. На екранот дигитално се вчитуваат податоците и графички се испишува приказот на состојбата на амортизерот. Левиот амортизер на возилото графички е означен со црвената линија, додека пак десниот е со сината линија. Во горниот десен агол се гледаат вредностите на самиот амортизер, што се изразени во проценти, а во левиот агол се вчитуваат одстапувањата изразени во махаметри. Во наредната фаза, возилото подлежи на уредот за испитување на сопирачките. Станува збор за комплетно автоматизирана направа, што има можности за поединечни испитувања на секое тркало и на секоја осовина, како и испитување на односот на сопирање на левото наспрема десното тркало. Со позиционирање на возилото на овој уред се вклучува автоматското придвижување. На тој начин, аналогно или дигитално се испишуваат резултатите добиени со мерењето на сопирачките. Овој уред, заснован врз систем на сила на сопирачките, врз тежината на возилото, го дава коефициентот на сопирање, односно успорување на возилото. На екранот се испишуваат резултатите од мерењето на сопирањето на предната оска. Мерењата се одвиваат поединечно на предната и на задната оска. Пропишаните правила налагаат дека не смее да постојат поголеми разлики во сопирањето кон една оска спрема левото или спрема десното тркало. На екранот се забележуваат испитувањата за геометрија на возилото при неговото движење на уредот за навалување и затур. Графички се испишуваат добиените резултати од мерењето на предното и задното подвозје. Во случајов предното подвозје има одстапување од плюс 13 метри на километар, што значи дека возилото е неисправно. Задното подвозје има одстапување од минус 6 метри на километар и е во исправна положба. Постапката продолжува со позиционирање на возилото на уредот за контрола на светлосните уреди. Се проверува навалувањето и должината на светлата, на средното и долгото светло. Се проверува техничката исправност и на уредот за давање сигнали при движење, односно трепкачите, на стоп светлото, на светлосниот уред за движење наназад, како и на уредот за чистење на ветробранските стакла. При техничкиот преглед на моторно возило се врши увид дали возилото ја има задолжителната дополнителна опрема. Задолжително во секое возило мора да има триаголник, флуоресцентно илече, сајла, прибор за прва помош, резервни сијалички, дигалка, резервно тркало и алат потребен за промена на истото. Во возилото не е задолжително, но сепак треба да се има и резервна течност за стакла, како и противпожарен уред. Ланците се задолжителен дел од опремата што треба да ја има возилото во зимскиот период.
непишани правила поттикнати од искуствата на возачите и препораки од производителите на возила. Возилата се одржуваат и се сервисираат во специјализирани сервиси во зависност од типот на возилото. Но едноставните прегледи треба да ги прави возачот што управува со возилото. Тоа подразбира кратки, рутински, дневни, односно неделни прегледи на возилото. Секојдневно се прави визуелен преглед дали пневматиците на возилото се во исправна состојба, дали некој пневматик е издишан или пак на некој од нив се појавило набубрување. За оваа постапка се потребни само неколку минути, односно онолку време колку што треба да се обиколи возилото. Со навремено откривање на недостатоците на пневматиците ќе се спречат поголеми последици, како на пример оштетување на подвозието, чија што поправка секако чини скапо. Неизедначениот притисок, што со голо око не може да се забележи, може да предизвика штета на подвозието, што значи дека покрај редовните дневни контроли, пожелно е почесто да се проверува и притисокот, што се мери со помош на соодветни инструменти. Барем еднаш во неделата треба да се прави проверка дали моторот ја губи разладувачката течност, што е најголема опасност за оштетување на моторот. Затоа, треба да се провери нивото на течност во разладувачкиот систем на возилото. Доколку не достига, веднаш се дотура антифриз или евентуално дестилирана вода. Кога веќе е отворена хаубата, се прави и проверка дали има доволно од соодветната течност во системот за сопирачки. Се прави и проверка дали има доволно течност за стакла. Доколку не достига, се дотура од течноста до одреденото ниво. На овој начин, со помош на чистачите за стакла, се отстрануваат сите валканици и нечистотии, со што ќе се овозможи непречена видливост и прегледност на патот. При секоја интервенција на возилото, отсипување на масло, промена на пневматиците и решавање на други сериозни проблеми што настанале, задолжително треба да се бележат датумите и километражата, кога и што е интервенирано на возилото. На тој начин, секој возач ќе има евиденција што ќе овозможи по изминувањето на 500 километри да се знае дека треба да се направи проверка на нивото на маслото во моторот и притисокот на пневматиците. Недостигот од масло е знак дека постои проблем што може да предизвика сериозна штета, дури и замена на моторот. Веќе со изминати 5000 километри треба да се посети сервисот каде што се прави рутинска контрола на возилото со помош на специјални инструменти. На овој начин ќе се направи диагноза и констатирање на одредени проблеми, како и навремено решавање на истите доколку се појавиле. Задолжителна е проверка на ножните сопирачки, состојбата на електролитите во акумулаторот, проверка на клемите, на дебелината на дискот на плочките, манжетните на погонските осовини и според потребата промена на маслото во моторот и течноста во разладувачкиот систем. Сите ненавремени констатирани проблеми на возилото се одразуваат и врз возните својства на возилото, а возачот ги забележува во текот на возењето како звучни промени во работата на моторот, разни тропања, чукања или крцкања во свиоците. Секое одложување на еден ваков рутински преглед може да предизвика сериозни оштетувања на подвозието и возилото. Овие контроли не се битни само за состојбата на возилото, пред се тие се од исклучителна важност за безбедноста на секој возач и безбедноста на сите учесници во сообраќајот. По изминати 10.000 километри се прави контрола на состојбата на маслото во менувачот, на вакуумот на платинските копчиња, на разводникот за палење, свекичките, раното палење, предпалење, на вакуумот кај вентилите, клинестиот ремен, прочистувачот за воздух, споевите на цревата на системот за ладење на моторот, геометријата и вртежите на тркалата, вакуумот на спојките, како и промена на маслото во моторот и на филтерот за масло. По изминати 20.000 километри се прави контрола на агрегатот на моторот на возилото и ремените што го задвижуваат агрегатот. По изминати 30.000 километри потребно е да се направи контрола на стартерот. Тој треба да се исчисти и да се подмачка. Треба да се промени маслото во менувачот, во диференцијалот и во сопирачкиот систем. На секој изминати 40.000 километри се прави преглед на забестиот ремен или ланец и евентуална нивна промена.
Новите електронско-технички сигурносни уреди во возилата зголемена безбедност на сите учесници во сообраќајот. Електронско-техничките сигурносни уреди во возилата ја зголемуваат безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Во последните години, густината на сообраќајот и воопшто бројот на возилата на патиштата е значително зголемен. Со глобалниот напредок во сообраќајната инфраструктура, голема заслуга се препишува на новите системи за безбедност, а кај некои од производителите се обележани со различни ознаки. Во овој дел ве запознаваме или подсетуваме со значењето и функцијата на овие ознаки. Airbag, односно воздушно перниче, покрај сигурносниот ремен, е еден од најважните безбедносни системи. Статистиките говорат дека годишно спасуваат околу 12.000 животи. Сместени се пред возачот и со возачот, како и од нивните бочни страни, а во несакани ситуации го спречуваат ударот со глава во цврстите објекти на возилото. Со знаката ABS се означува системот против блокирање на сопирачките. Значајно е што обезбедува сигурно управување со возилото, односно промена на правец и сигурно сопирање.